predam Tebe, Isuse, se predam Tebe, Gospode, se Ti predavam Tebe, Tatko moj, se moje Tvoje. Ti me sozdade od prazemna i duh životen duh mene po obrazu Tvoj me sozdade. Živa duša nalik na Tebe, se Ti predavam Tebe, Isuse, se Ti predavam Tebe, Gospode, se Ti predavam Tebe, Tatko moj, se moje Tvoje. Ljubavta Tvoja me oblega, Tvoja taraka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode. Ja si pripadam Tebe, Isuse, ja si pripadam Tebe, Gospode, ja si pripadam Tebe, Tatko moj, se moje Tvoje. Мир вам. Второ послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните, втората глава. Тоа е слово кое Бог го објавил преку апостол Павле. Значи, Таткото Небесен се објавува и тоа се упатства за христијанските заедници, за луѓето кои ќе се решат да го следат Исус Христос и се можне полезни, пишувани се со обичен јазик и испишувани се за сите нас што веруваме, што мислиме дека сме следбеници Христови, што сме го избрали Исус Христос за наш Господ и Спасител и што чекориме по Него, се угледуваме на Него и чекориме во Неговата љубов, зашто добро е пишано, ќе ве познаат дека сте мои ученици ако се љубите. Ако се љубите меѓу себе, вие добро знаете дека на земјава христијаните се поделени во големи деноминации, затоа што ја читаат Библијата, Светото Писмо, со телесна мудрост. Телесниот човек не го разбира духовното и така реши во себе да не доаѓам кај вас со жалост. Зашто ако јас ве нажалам, тогаш кој ќе ме зарадува, ако не оној кого сум го ожалостил? Ако не оној кого сум го ожалостил, не зборува апостолот Павле, туку духот на неговиот отец зборува низ него. И добро е напишано: кога ќе ве приведат, не грижете се како или што ќе зборувате, зашто духот на вашиот отец ќе говори низ вас. Зашто ако тоа исто и ви го напишав, втора глава, 2 Коринтијаните, так кога ќе дојдам, кој ќе дојде? Да не ме ожалостат оние кои треба да ме зарадуваат. Кога ќе дојде Исус во кого пребива Отецот, апостолот Павле не зборува за себе. Бидејќи сум уверен во сите вас, дека мојата радост е радост за сите вас. Мојата радост е радост за сите вас, вели Бог Отецот преку апостолот Павле, за да разбереме дека ние сите, што сме во Исус, треба да бидеме едно тело, глава е Исус, секоја мисла треба да биде подредена на Исуса Христа и треба да се љубиме меѓу себе, и така луѓето ќе не познаат дека сме Негови ученици, ученици на Исуса Христа,
и ќе речат сакам и јас да бидам христијанин и така ќе бидеме вистински негови представници на земјата. Зашто од многу грижи и од тага на срцето ви пишував со многу солзи, не за да ве ожалостам, туку за да ја познаете преголемата љубов што ја имам кон вас, вели нашиот Отец во Исуса Христа преку апостолот Павле. Значи, Светото писмо е пишувано во објави преку луѓе, самиот Бог, кој престојуваше во Исуса Христа во тело, со сета негова полнота, видлив во Исуса Христа, го проповедаше своето слово, се даде себе си, ја пролеа својата крв и потоа апостолите, преку духот на неговиот Отец, ги запишаа овие стихови, овие Божји пораки и слова кои се дојдени до вас по објава. По објави, така да некои деноминации кои тврдат само Светото писмо, тие го ограничуваат Бог во објавите, тој им се објавува на многу луѓе и денеска се објавува, но тоа е друга тема. Ако ли пак некој ме ожалости, не ме ожалостил само мене, дали вели апостолот Павле, Исус или Отецот, туку да не претерам донекаде и сите вас, бидејќи сите сме ние поврзани, Таткото наш на небесата, сите сме негови чеда, кои сме паднати ангели, отпаднати со сатаната спротиставени, дојдени на земјата материализирани во тело, за да се вратиме повторно во Божјото царство на небесата. За таков, доволна е казната што ја ако пак ли пак некој ме ожалости, значи ве ожалостил не само мене, туку и сите вас, за таков, доволна е казната што ја претрпел од мнозинството. Така што за вас е подобро да го помилувате и да го утешите, за да не пропадне од преголема жалост. Некој брат што отпаѓа од црквата, значи, да го помилувате и да го утешите да не пропадне од преголема жалост, затоа ве молам кон него да покажете љубов. Вели Отецот Небесен. Љубов, ќе ве познаат дека сте мои ученици ако се љубите меѓу себе. Затоа и ви напишав да ве испитам и да дознам дали сте во се послушни, вели Отецот Небесен преку апостолот Павле. Ако му вие ќе простите нешто, нему ќе му простам и јас. Ова не го зборува апостолот Павле, тој не простува. Простува Бог. Ако пак вие му простите некому, и јас ќе му простам. Ако сум простил некому нешто, сум му простил поради вас, во името на Исус Христос. Значи, кога вие простувате, им простувате на другите, си простувате себе и Господ ви простува. Циклусот на простување и неосудување е важен во христијанството. Значи, кому вие ќе му простите нешто, вели Отецот, ќе му простам и јас. Ако сум простил некому нешто, сум му простил заради вас, заради вие што се му простиле во името на Исус. За да не прелаже сатаната да се осудуваме едни со други, чии исто мисли ни се познати. Кога дојдов во Троада да го проповедав Евангелието Христово, кога дојдов во Маурово и во Македонија, иако вратата ми беше отворена во Господ, духот мој немаше спокој, бидејќи таму не го најдов мојот брат Тит. И затоа, откако се простив со нив, со кого се прости? Откако се простив со нив, заминав за Македонија. Откако си простив со нив, значи си простуваш со нив, со сите. Простуваш на сите, со нив, тие што се со тебе, тие што се против тебе. Заминав за Македонија. За да заминеш за Македонија треба да си простиш, да им простиш на сите. Значи, кому ти ќе му простиш и Господ ќе му прости, и Господ некому ќе му прости, зашто ти си му простил. Тоа е цикличниот круг на простувањето, но да му благодариме на Бога кој секогаш ни дава победа во Исуса Христа и на секое место преку нас го пројавува мирисот свој на спознанието на самиот Него, спознание на Исус, тајната криена во многу векови дека Исус живее во вас,
во мене живее и во тебе, во твоето срце, и колку повеќе живее во срцето, во сета негова полнота, ти се преобразуваш од нелюбов во љубов, од сатанска природа, од син човечки во син Божји. Зашто ние сме му на Бога пријатен мирис Христов и меѓу оние кои се спасуваат и оние кои гинат и пропаѓаат, на едните сме смртоносен мирис за смрт, на другите животворен мирис за живот. И за ова кој е способен? Кој е способен? Православните, католиците, протестантите, кој е способен? Исус Христос, ако живее во тебе, ти ќе знаеш дека има една црква, сте го поделиле Исус, сте го распарчиле телото Христово, имате посебни Библии, се расправате во догми, богородично христијанство, светци, мислите дека сте спасени, вечно проклетство, осудување, гордост дека го познавате Бог. Кој го спознал умот Господов? За ова кој е способен? Зашто ние не сме како мнозина што тргуваат со Божјото име. Мнозина што тргуваат со Божјото име, туку го проповедаме искрено како од Бога, пред Бога, во Христос Исус, а тоа подразбира пребивање во љубовта. Пак ли ќе почнеме сами да се фалиме пред вас, или ни се потребни како на некои препорачувачки писма до вас или од нас? Вие сте нашето писмо напишано во нашите срца, кое го познаваат и читаат сите луѓе. Писмото и законот е запишан во срцето. Јасно е дека вие сте Христово писмо, составено преку нашата служба, ако се љубите меѓу себе, ако се љубите, ако не се осудувате, напишано не со мастило, не отпечатено вака, не отпечатено на камени плочки, на хартии, туку на човечкото срце, на твоето срце, на моето срце, на Христовото тело, и ќе ве познаат дека сте мои ученици ако се љубите меѓу себе. Ако љубов немаш, ништо не си. Ако љубов немаш, ништо не си. Таква сигурност во Бога имаме преку Христа. Но не дека сме способни да помислиме нешто како од себе. Го знам Бог, го знаеш писмото, спасен си, мислиш од себе, телесна мудрост, и седиш во некоја протестантска улица и чекаш да дојде такси да те однесе во Божјото царство на небесата, или богородично традиционално христијанство. Нашата способност доаѓа од Бог во духот. Тој ни дал способност да бидеме слуги на новиот завет, но не на буквата, туку на духот. Не на буквата, туку на духот, со телесен ум, со телеска мудрост, со човечко мудрување не се разбира Светото писмо, зашто буквата убива, словото убива, и ова словото убива, а духот оживотворува. Тоа е само мртво слово, ако немате дух не го разбирате. Затоа сте се поделили на деноминации, не се љубите меѓу себе, и испаѓа дека она што го запишал Бог ќе ве познаат дека сте мои ученици ако се љубите меѓу себе. Не е функционално, значи Бог погрешил според вас, бидејќи вие сте се поделиле и не се љубите меѓу себе. Значи буквата убива, а духот оживотворува. Светото писмо не може да се разбере без дух, и затоа луѓето се расправаат. Ако пак смртоносното служење со букви врежани во камења, напишани на хартии, беше така славно што синовите Израелеви не можеа да погледнат во лицето на Мојсија и 10 Божји заповеди кои не можеше никој да ги издржи. Поради минливата слава на неговото лице не можеа да му погледнат во лицето, зашто лицето добиваше сјај на Божјата љубов. Тогаш колку пославно ќе биде наместо на камени слова, служење на духот, во дух и вистина треба да му се поклонуваме на Бог, не во телесни обреди, во дух и вистина. Зашто ако служењето што донесува осудување било славно, тогаш колку повеќе ќе изобилува со слава служењето за праведноста, за Божјата праведност, служење за Божјата праведност. И на вистина не ни беше прославено во таа мера она што беше прославено, ако се спореди со преголемата слава. Зашто ако е славно она што е минливо, што денеска сите го славиме датуми, годишнини, луѓе,
тогаш многу пославно ќе биде она што е трајно, а тоа е самиот Бог. Имајќи пак таква надеж, ние действуваме со голема слобода. Некако Мојсей што ставаше превес на лицето свое, за да не ги изгори духот на Бог, за да не можат синовите Израилеви да го видат крајот на минливото. Но умовите нивни заслепеа. За кого се однесува ова? Не тогаш, се однесува сега. За водачите во големите цркви поделени. Умовите нивни заслепеа, бидејќи до ден денес, кога се чита Стариот Завет, им стои истиот превес, зашто само Христос го симнува. И живеат во превес, во идолопоклонство, во нељубов, во обредни дејства, во заблуди, догми христијански, па така и до ден денес, кога се чита Мојсей, превезот им стои на нивното срце. Превезот им стои на нивното срце, наместо да пребиваат во Бог и да пребиваат во љубов, тие пребиваат во осудување. Зошто ако вие му простите, јас ќе му простам, вели Господ, јас му простувам зашто вие сте му простиле, зашто вие не сте простиле, тој не му простува и вам не ви простува. И тогаш ще вие живеете, пребивате во осудување, на кога ќе се обратат кон Господ, превезот им се симнува, а Господ е дух. Дух, и ова е дух, треба да се чита со духа, не со тело, со телесно мудрост. Каде што е духот Господов, таму има слобода од болки, болести, страдање, сомнежи, гнев, бес и страв. Ние пак сите со откриено лице, како во огледало, гледајќи ја славата Господова, како во огледало, значи во себе си треба да го видите Бог, Божиото во себе си, да се распламти Божијата љубов, да пребива Бог и Отецот во вашето срце, ако останете во Неговите слова, останете во законот на љубовта. Гледајќи ја славата Господова во секого од нас, се преобразуваме во истиот лик од слава земна во слава Божја, во слава Исусова, својата слава, бидејќи ние немаме слава, ја заменуваме за славата Христова, како од Духот Господов. Како од Духот Господов. Браќа, христијанството подразбира дела на љубовта. Да ги сретнеме сите луѓе со љубов, да не отфрламе никого. Сите луѓе се деца на еден небесен Отец, на нашиот татко. Меѓусебно треба да се љубиме за да не познаат дека сме негови ученици. На ниеден човек не треба да му ја ускратиме, да му ја скратиме љубовта што ја примаме од Бог. Бесплатно добивте, бесплатно давајте. Не судете, оставете го судот на Бог. Еден е судијата. Ако вие не судите, вам нема да ви се суди. Треба да имате љубов за сите луѓе. Тоа е христијанство. Исус сите ги љубеше. Неговата љубов не создаде, Отецот Небесен не создаде во љубов и ние треба да пребиваме во љубов и да ги љубиме сите. Не треба да ја стопираме, да го прекинуваме протокот на Божјата љубов што е во нас, што оди од Отецот кон нас, кон сите луѓе. Секое човечко суштество што ќе го сретнеме, треба да го будиме во љубов, да го насочиме со љубов, да му ја даваме љубовта, да го завртиме образот на љубовта. Во секого од нас треба да се разгори пламенот на Христовата љубов. Да умре стариот човек на крстот и да му го предадеме животот на Исус. И да љубиме како Исус, да зборуваме како Исус, да мислиме како Исус, да действуваме како Исус, кој го даде својот живот за браќата и ние сме должни да ги даваме своите души за браќата. Да ја запалиме љубовта. И само љубовта, ако се љубиме меѓу себе, ќе ги носи паднатите ангели, Божиите деца, синовите човечки, да станат Божи деца, оти ќе ја препознаат љубовта што ја носиме во себе и ќе познаат дека сме негови ученици и ќе сакаат да пребиваат да љубов и ќе останат во љубовта. Татко мој, ти благодарам за твојата љубов што го даде твојот единороден син Исус Христос. Исусе, те сакам и ти благодарам за се. Ти предавам се што имам. Се мое е твое. Се молам за сите овие што го слушаат ова слово,
да им ги отвориш срцата, да им ги отвориш ушите и очите и срцето да се покаят, да бидат исцелени, да го повикаат Твоето име. И сега газам на змии, на скорпи и ги уривам сите догми во христијанството, сите поделени и лажни цркви и доктрини. Знам дека Ти си љубов, татко мој, и Ти действуваш во љубовта, и сакаш и ние да действуваме во љубовта, да се облечеме во љубов, да се претопиме во љубов, да пребиваме во љубовта. Тоа е христијанство. И се повеќе да стануваме како Исус, како Тебе, да станеме од синови човечки падната природа, да станеме синови Божји. Татко мој, Ти благодарам што и во овој ден ми даде слово со власт и сила и сега ја прославувам Твојата победа над смртта и сатаната, над демоните, над болестите, над лажните доктрини, над поделените христијански заедници на земјава. Ја повикувам силата Твоја, љубовта Твоја, како пастор Исусе Христе и водач на црквата Твоја, да се соберат сите што се Христови во една црква, во Твојата црква, во Исусовата црква, која е единствена црква, нема други цркви. Да се собереме во името на Твојата љубов, собрани во Твое име. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Покорен сум Ти, Господи, му кажувам на сатаната, бега од мене, Сатан, од мојата земја, од мојот имот, од моето семејство. Се молам сега за сите овие што го слушаат ова слово. Повикајте го Исус, Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. Отворете ја срцето, отворете го срцето и душата, предајте му се на Исус и нека Тој ве води, Тој да ви подаде рака, да ви го покаже патот, да не врвите по темнина, да имате светлина во животот и да ви даде сила од синови човечки да станете синови Божји. Слава Ти, Господи Исусе Христе, Татко мој, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен, дај ни го и денес и простини ги долговите наши, како што и ние им ги простуваме, за и нам да ни биде простено нивните долгови. И не воведи во искушение, избави не од искушение, избави не од лукавиот, зашто Твое е, Татко мој, Исусе, царството, силата, славата во сите векови и во векови. Амин. Ако љубов немаш, ништо не си. Ако љубов немаш, ништо не сум. Повикај го Исуса Христа и пребивај, облечи се во љубовта и пребивај во неговата љубов, во мир, спокојство и долгоденствие. Амин. Се Ти предавам Тебе, Исусе, се предавам Тебе, Господе, се Ти предавам Тебе, Татко мој, се моје е Твое, Ти ме создаде земна и дух животен тухна во мене по образот Твој ме создаде жива душа налик на Тебе се Ти предавам Тебе Исусе се Ти предавам Тебе, Господе, се Ти предавам Тебе, Татко мој, се моје е Твое, љубовта Твоја ме облега, Твојата рака зема во срцето мое пребивај Исусе Господе јас Ти припаѓам Тебе Исусе јас Ти припаѓам Тебе Господе јас Ти припаѓам Тебе, Татко мој, се